зборуваме на една интересна тема, нешто што се случува на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Од мојата десна страна Јасминка Делова Силјанова, таа е раководител на катедрата за славистика на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Добро утро, вака еден по еден ќе ве најавам додека се наместивме, ајде спонтано е во жива емисија, нели, додека се собереме. До неа добро утро за Марго Реймер. Здраво. Да, до Марго ни е Камил Балук и Наталија Лукомска ќе ни помогне за да можеме полесно да се разбереме. Вие ни доаѓате од Полска. Всушност станува збор за полска книжевна репортажа, инаку тие се новинари. Репортери. Така, репортери, да. Ќе зборуваме за начинот и зошто всушност го избравте ова како еден момент на меѓусебна соработка. Па ајде можеме Јасминка со вас. Всушност за каква соработка станува збор? Значи, ова се настани што се поврзани со полската книжевна репортажа. Тоа е еден жанр кој што во Полска е мощно популарен. Добра. Тоа е таков жанр кој што е на границата меѓу новинарството и уметничката литература. Значи, овие дела ги пишуваат репортери кои што обработуваат вистините факти, меѓутоа ги пренесуваат како со уметничка книжевна нарација. Сега, бидејќи ние ги имаме книгите на Марго Реймер и на Камил Балук во превод на македонски, можете вака да ги... Да, ајте ги тука. Така. Добро, колегите ќе се обидат да. за да можеме да ги видиме поубаво. Да. Значи, направивме со поддршка на Полската амбасада во Скопје еден таков настан, серија, значи, од настани поврзани со книжевната репортажа. Значи, вчера на Филолошкиот факултет Блаже Конески се одржа мастер-клас предавање од Мариуш Шчигел, кој што денеска не е тука со нас, меѓутоа направи воведно предавање за тоа што е книжевната репортажа и зошто треба да се пишува книжевна репортажа, а потоа следеа работилници вчера и денеска исто кои што ги водат Марго Реймер и сега ќе ги прашаме што Балук. мислат и за спојот на новинарството со книжевната уметност. Инаку доаѓаат од полската школа која што е најпозната во светски рамки. Точно така, и кој што е основа Мариуш Шчигел. Да. Оно што сакам да го слушнам вашето мислење, всушност новинарството со книжевната уметност, можете и да ќе почнеме со Марго, можете да веќе со преводот, новинарството и книжевната уметност, како ги споивте во едно? Jak się łączy dziennikarstwo i literaturę? Przede wszystkim czym innym jest dziennikarstwo, czym innym jest literatura, a Пред се, новинарството и книжевноста се различни работи. jednocześnie polski reportaż literacki to coś cudownie pomiędzy. А истовремено полската книжевна репортажа е нешто помеѓу. Siłą polskiego reportażu jest poszukiwanie formy, Силата на полската репортажа е барање на формата, a jednocześnie bycie wiernym faktom. а истовремено да се биде верен на фактите. Czyli tematy naszych książek mogłyby być tematami newsowymi. Тоа значи дека темите на нашите книги би можело да бидат некои ньюсеви вести, Ale poświęcamy im dużo więcej czasu i dbamy o to, żeby forma była literacka. но им посветуваме многу повеќе време и се грижиме за тоа и нивната форма да биде покнижевна. Добро. Колку е важно да се слушне гласот на авторот? На иле изважно би został usłyszany głos autora. Dla mnie to nie ma aż tak dużego znaczenia, żeby Za- to był akurat mój głos, За мене тоа нема до толку големо значење тоа да биде мојот глас. ale ogromnie ważni są dla mnie moi bohaterowie. Но навистина многу важни за мене се моите јунаци. I chcę opisać ich doświadczenie i ich punkt widzenia jak najpełniej i jak najpiękniej. И би сакала и секогаш сакам нивната гледна точка и нивното мислење да го опишам најверно и најубаво. Ale czuję się tylko pośrednikiem między bohaterem a czytelnikiem. Но се чувствувам само како посредник помеѓу јунакот и читателот.
I myślę, że reporter powinien bardzo uważać, żeby jego ego nie przysłoniło mu jego pracy i bohaterów. И мислам дека репортерот мора навистина многу да пази неговото его да не го прекрие јунакот. Czyli przykładowo... Сега да надополни, да? Slobodno. Że chcesz uzupełnić? Przykładowo w książce Wszystkie dzieci Luisa Например, во книгата Сите деца на Луи, ja rozmawiam tam z kilkunastoma osobami, które odkryły, że mają tego samego ojca biologicznego, dawcę. разговарам со повеќе луѓе кои што откриваат дека имаат ист татко, кој што всушност е донор. I że może być takich osób 200 z I- jednego ojca. И дека такви lуѓе може да има и повеќе, околу 200 на пример, од еден татко. Więc nie jest ważne, co ja o tym myślę, ważne, żeby mógł przekazać, jakie to jest uczucie i w jakiej sytuacji są ci ludzie czytelnikowi. Затоа сакам да кажам дека не е воопшто важно што јас мислам на таа тема. Туку за мене важно е да покажам дека има такви луѓе и да ги покажам нивните чувства кога дознаваат дека се во таква ситуација. А по тоа сценарију имаше и филм. Во тук сценаријуша бил тош филм. Да, така што кој е вашето размислување со оглед оваа дигитална ера во која што живееме, во која што интернетот и видеата кои што можеме да ги споделиме и да ги пласираме секојдневно како наше видување, наша репортажа, кој е вашето размислување наспроти тоа секојдневие колку ќе живее книжевната репортажа? Jak myślicie, czy w erze, jak długo w erze cyfrowej, kiedy wszyscy możemy być w sumie reporterami, publikując swoje teksty i filmy w internecie, jak długo, jak silnie będzie działała i będzie żył ten literacki reportaż jako książka? Ja myślę, że bardzo potrzebujemy literackiego reportażu, bo jest to coś szczególnego, co właśnie odróżnia nas od innych twórców treści internetowych. Да, продолжете си слободно, да, преведете. Мислам дека репортажата, книжевната репортажа ќе трае затоа што е специфичен жанр и навистина не прави нас како автори поразлични од сите автори на дигиталните медиуми. Reportaż literacki ma zupełnie inną gęstość i głębię. Репортажата, книжевна репортажа има сосема различна содржина и длабочина. I w dzisiejszych czasach niczego tak nie potrzebujemy jak głębi i zrozumienia świata. И мислам дека во денешно време не ни треба ништо повеќе, токму тоа ни треба, односно длабочината и разбирање за светот. Kogoś, kto da nam narzędzia do zrozumienia rzeczywistości, a jednocześnie pokaże nam bohatera, który stanie się dla nas lustrem. Ни треба некој кој што ќе ни даде алатки да ја разбереме реалноста и да ни покаже еден јунак кој што може да ни stane како огледало. Ќе надополните? Uzupełnisz? Myślę, że reportaż jest gatunkiem dla osób, które nie są zadowolone z takich tylko powierzchownych narracji, chcą zrozumieć. Мислам дека книжевната репортажа е за лица за кои што не е доволно површно да ги дознават работите, туку баш сакат да се задлабочат во некоја тема. Јасминка, филолошкиот факултет со својата работа, својата мисија се обидува никогаш да не престанеме да го сакаме мирисот на книгата. Така што верувам и вас ако ве прашам која е иднината на книжевната репортажа, ќе велите, веројатно ќе кажете дека никогаш нема да престане, можеби ќе има предизвици. Но секако секое време си носи своји предизвици. Да. Така што и сега сме во таков период, меѓутоа сепак сметам дека не треба да се престане да се пишува и да се зборува за емоциите, за од некои настани кои што еве се опишуваат сосема на еден длабок начин, за да можеме да го разбереме светот околу нас и другите. Така што ние на Филолошкиот факултет Блаже Коневски од катедрата за славистика сакавме да ја споделиме својата фасцинација
фасцинација од овој жанр, книжевна репортажа, и да ја запознаеме и македонската читателска јавност со овој жанр кој што во Полска е навистина многу популарен, почнувајќи со Капушчински и сите негови следбеници во овој жанр. Сметавме дека е потребно да се дознае повеќе, а уште повеќе работилниците што ги водат Марго и Камил. Имаме еден учесници кои што се студенти и новинари и на кои што ги учат техниките за тоа како да се напише книжевна репортажа, и од овие работилници ќе произлезат веќе и готови кратки репортажи. Репортерството е една особено значајна работа во новинарството и не може секој да ја прави. Верувајте, тука треба многу едукација, многу знаење, треба исто така многу искуство и сакам да ги прашам и двајцата. Нивното мислење, која е иднината на репортерството со оглед на тоа дека ја запознаа нашата млада генерација, идни репортери, новинари, некој кој што треба да дојде и во куќава да не наследи, па кое е нивното размислување? Jak myślicie, jaka jest przyszłość reporterstwa, patrząc na to, że pracujecie na tych warsztatach z młodymi studentami, dziennikarzami, może to będą kandydaci, żeby zastąpić tutaj Państwa kiedyś w telewizji też? Студенти захватили нас својом важливоścią. Студентите со кои што работиме не фасцинира со нивната чувствителност. Fantastycznymi pomysłami, a jednocześnie były tam iskierki buntu i niezgody na rzeczywistość. Има тие извонредни идеи, а исто така видовме и некоја искра на бунт, на несогласност со реалноста понекогаш. Staraliśmy się stworzyć im przestrzeń, żeby opowiedzieli, co najbardziej kochają w Skopje, ale też co najbardziej ich denerwuje i boli. Сакавме да им отвориме простор, да можат да размислат и да кажат што најмногу го сакат во Скопје, а што најмногу ги боли во градот, например. Żyjemy w chaosie narracji, w chaosie informacji i to, co robimy w tym momencie, to jest taka próba zejścia w głąb i poświęcenia czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o to, kim jesteśmy, jak się czujemy. Живееме во време на хаосот на нарација, на информација и сакаме да посветиме време да ги научиме да можат да навлезат подлабоко во реалноста. Przykładowo jeden z uczestników rozmawia z żonglerem ulicznym, ktoś mówi o ciągle niewyremontowanym Luna Parku i przez to opowiada nam historię swojej tożsamości Skopje i Macedonii. Например, еден од учесниците зборуваше за необновен забавен парк, нели во градскиот парк што е затворен, и со тоа ни се отвара некој дел од неговиот идентитет. Ви благодарам за гостувањето. Сакам да го заокружам со тоа што Филолошкиот факултет создава млада, нова, идна генерација во која многу веруваме, пред се во промоција на македонскиот литературен јазик. Така што продолжете со вашата мисија, вашата визија. Ова е само еден дел од тоа доближување на македонскиот литературен јазик. Точно, и благодарам и ние секако дека ќе продолжиме со таа наша мисија и нема да застанеме овде. Благодарам за гостувањето. Ви благодариме исто за тоа што ние возможивте да бидеме ваши гости.